Малку необичен старт за видео за ваков канал, за мотори во кола нормално, ама денеска не е обичен ден. Затоа што ова е само еден почеток на едно патешествие кое што нема да биде на 2 тркала, туку ќе биде на 4 тркала. Токму така, одиме на промоција, односно јас одам на промоција на нови модели на квадови на CF Moto во Франција, а ова е само почетокот за да се одвезам до аеродром во Белград, каде што започнува целото искуство. Се надевам дека ова ќе биде првиот успешен обид да снимам видео во кола, кое што ќе биде употребливо и видливо за јавност. Нормално, долг е денот, долги се деновите пред нас, следува 3-4 дена авантура. Јас се надам дека ќе успеам сето тоа да го пренесам во едно солидно видео. Се гледаме! Кога се патува од 6 сабеле до 3 саат ноќе, не се раскажува баш премногу за тоа како си поминал на пат. Ама сега тука ни автобусот и конечно одиме на промоцијата на новите квадови на CF. Со повеќе информации се оваме подоцна. I bili smo na klopi, klope je bila, Žaki, kakva je bila klopa? A realno, klopa je bila brutalna. Šta kaže Joker? Prelijepo, predrag, prelijepo. I sada idemo da probamo najbolja francuska vina i da vidimo kako izgleda njihov vinski pod. Ali smo željni vožnje, ono posebno. Така оди редот. Не најадоа, не напија и сега сме во исчекување на главниот момент за тоа што сме дојдени денеска тука, односно овие 2 дена, а тоа е всушност промоцијата на новите модели на квадови на CF. Пределов е спремен, туку што дознавме на многу интересна информација, покрај тоа што нели има винарија, лозија, еден куп и голем многу посет. Всушност има 80 км патеки земјени на кои што доаѓаат да тестираат возила, нови прототипови и нормално се уште не пуштени во серија, голем број на производувачи кои што тестираат во Европа. Не кажа кој, едно знаеме сигурно, CF Moto е тука. Ова е патеката која што можеме да бареме тука да ја видиме, на кратко, и која што веруваме дека утре ќе имаме шанси да ја пробаме. Одиме понатаму во исчекување на промоцијата на новите X4 и X5 модели на CF Moto. Ден 2, тест на CF Moto квадови 450 и 520. Името го задржуваат, остануваат оние старите кои што ги знаеме како име, но целосно нова платформа. Денеска ќе имаме шанси да ја пробаме, ќе возиме, најавија 5 вежби, не знам точно колку квадови ќе има на тест, меѓутоа би требало да биде главниот ден, односно највозбудливиот ден за кој што сме дојдени. Се надам дека ќе не послужи и време, сега за сега е се чисто, таму горе е ветровито, на замокот каде што тоа се случува. Со повеќе информации се јавуваме подоцна, односно се јавувам јас подоцна, што го тресимам.
време да ги средиме впечатоците, односно да ги средам впечатоците. Завршивме денеска со возењето, морав да отидам да се истуширам, затоа што лето, офроуд, возење, цели бевме во прашина. Меѓутоа, навистина интересно и позитивно искуство. Она што може би вчера ни достасуваше, тоа е еден момент на вау, на возбуда за новите модели на CF, со право го чувале за денеска организаторите. Секоја чест на CF, затоа што она што го пробавме денеска, не само од моje искуство, кое што не е баш толку многу големо кога станува збор за квадови, меѓутоа и од искуството на сите останати новинари и представници на медиумите од цела Европа, всушност CF направиле нешто ненормално добро. Особено станува збор за нешто ненормално добро кога зборуваме за 520L моделот кој што има и APS, односно сервовола. Значи, ненормално многу лесно управливо возило, контрола имате цело време, лесно се врти, има тесен круг на вртење, контролата е ненормално добра и управливоста е одлична. Јас како условно речено почетник и навистина сум почетник возач на квад, навистина уживав и имав контрола цело време. Поминав неколку вежби денеска кои што како што можевте до сега самите да видите на видеата што следеа, односно претходеа на овој муабет, не ни верував дека ќе успеам да ги поминам. Контролата е одлична, балансот е супер. И во ниеден момент не се чувствувате дека некако сте во опасност или во некоја ситуација во која што не може да излезете на крај. Ги гледате видеата, да, на некои видеа може нема да се верува дека почетник возач може да ги помине тие работи. Поминувавме у горници, у долници, возевме и една преубава патека низ шумите, односно не се шуми, туку се брда и долини околу целата плантажа во тој ендуро паркот. И навистина беше уживање, имавме шанси да го возиме 520L, меѓутоа имавме шанси да возиме и 450L. На почетокот првата вежба, всушност беше, односно првиот дел, беше да направиме споредба како изгледал стариот модел со новиот модел. Оној момент на 25% вртење повеќе, подобра суспензија, полесна управливост и така натаму, и навистина, значи неспоредливо беше стариот модел со овој сега што е новиот модел. Како два различни света, буквално, и во поглед на управливост, и во поглед на тежина, и во поглед на комфортност и комотност во самото седење. Нормално, ги пробавме и кратката и долгата варијанта. Имаше моменти каде што беше малце ризично, да не заборавиме дека сме на кратка варијанта кога се спуштавме по една стрмна долнина надале. Некој од нас го направија тоа, меѓутоа среќа јас не. И ја пробавме долгата варијанта на која што можевме да возиме и со патник и без патник, едноставно вистинско уживање. Поминав некои патеки со некои огромни камења за кои што не ни сонував дека ќе можам да ги поминам со толку малку искуство возење квад, но верувајте ми, пријатно беше искуството и навистина во еден момент кога ќе сватите дека му е повисок ground clearance, односно површината на која што може да помине нагоре и камењата под себе што може да ги остави, тогаш веќе немате гајле. Колку и да е голем каменот, ноѓете агол, ноѓете патека и без никаков проблем ја поминувате. Тука се редукторите, ако има потреба да се интервенира во одредени позиции, нормално блокада на преден, блокада на заден диференцијал и онаков low speed, односно поспора брзина во која што имате посериозна тракција. Цело време возевме 4x4 затоа што немаше потреба да ризикуваме да возиме нешто различно. Повторно ќе кажам, значи особено го добар впечаток ми остави 520L моделот со електронското управување, односно серво управувањето, кој што навистина од сите беше онака пофален, екстремно многу, затоа што беше екстремно лесен за употребување, за возење и многу голема контрола даваше на самото возење. Возевме и на патека со некакви препреки кои што беа како да ги поминеме со одредени моменти на самото возење. И она што беше исто така интересно, возевме онака како free ride, односно слободна воžња, кај што идејата беше да не сликаат неколку од медиум професионалците кои што беа на патеката цел ден денеска работеа за нас, да ние да имаме добри материјали. Одлично искуство, прв пат доаѓам да возам квад на една ваква промоција, навистина сум, како да кажам, позитивно изненаден, затоа што некако почетокот беше спор, беше некако можеби и млак,
но она што денеска следуваше беше навистина возбудливо и навистина квалитетно. Секоја чест за CF и за нивните модели, се гледа колку луѓето од цела Европа всушност се посветени на тоа да му помогнат на овој кинески производител да оди понапред. Зборувавме со луѓе од Романија, зборувавме со луѓе од Чешка, со луѓе од Украина, односно Литванија, кои што ни кажуваат дека цело време соработуваат со фабриката, добиваат модели рано пред да бидат тие сериски модели на тест, за да може да им кажат назад фидбек што, како, зашто може би во следната изведба или веќе во постоечката да подобрат. Имаше некои возачи кои што беа професионални возачи, кои што се надпреваруваат на различни надпреварувања и беше задоволство да се гледаат како тие управуваат со овие возила. Како и да е, одличен избор и верувам дека она што ќе биде предизвик следен е како да се одлучите да купите 520, ако веќе сте одлучили да купите квад, а не да одите на 625 или колку лесно ќе треба да донесете одлука за да се префрлите од 450 на 520. Толку за денеска и од ова, да речеме, патешествие, ќе имаме ние некаков долг пат назад, имаме уште нека вечера, меѓутоа еве, само што се вративме еден туш и седнувам да го снимам ова. Се што гледавте измеѓу, во поголема мера сум јас, верувале вие или не. Имав само една мала критична ситуација во која што некако се уште не бев свесен дека може низ таква висока препрека да помине квадот, па застанав, па ми помогна домаќините, без никаков проблем тоа се заврши, се останато беше чисто уживање. Верувајте ми, вредеше. CF Moto Македонија, CF Moto Србија, ви благодарам за можноста и до некоја следна прилика.